Најголем должнички месец оваа година е октомври. Тогаш банките на граѓаните им наброиле кредити за цели 17 милиони евра. За банките не биле лоше ниту јуни и јули, но најдобро работеле во месецот на зимници. Секаде пари тражат, а еднаш взимаме плата минимална не. Даваме пари странски, тражат ни лекари, комунали, се, а взимаме македонски динари, што не врват. И затоа луѓето земат кредити. Ако не може да го земат уготово, нормално, дека ќе земат кредити. Месеците од јуни до октомври го дигаат просекот на доброто банкарско работење за 1,4%, но ја бетонира неизвестноста на задолжените семејства. Од нив веќе 12% не можат да си ги вратат кредитите. Во пари, од овој процент на ниво на регион боли глава, зашто станува збор за сума од речиси 40 милиони евра. Одлучуваат ли секогаш луѓето правилно кога земаат кредити? И така, зависи да што им треба кредит. Да? Ако им треба, ако е хитно, управо се, ако не, тоа е. Ако рационално го искористат, управо се, ама ако го земат ради луксус, а нема што да живеат, не, јас тоа не го оправдувам. Сигурно има потреба па земе. Зависи кој што му има потреба, мора да се зима нешто. Многу души загазија не може да ги враќат. Не може да нудат загазувството, а тие се тешки работи. Во моментов актуелни се стамбените кредити и по тој основ се доделени 745 милиони евра. Од друга страна, за 2,9% се намалени потрошувачките и кредитите за автомобили. Кредитите во денешно време се начин на живот, но и начин за голема сиромаштија и брзо пропаѓање. Домашниот и чаршискиот есап се помалку се сложуваат, па работа за извршителите има се повеќе. Во просек, најголеми должници на банките во источниот регион се штипјани, кои имаат долг по 700 евра. Веднаш до нив се граѓани и фирми откочени со речиси идентичен долг. Останатите се со помал долг, но поради неможноста да се задолжат кај банките.